Со прикажување на документарни филмови каде се промовира еколошките вредности, возење велосипед, промовирање на еколошки градини, во Тетово беше одбележан Денот на животната средина. Мотото на годинешново одбележување на Денот на животната средина гласи поврзување на луѓето со природата. Активностите беа спроведени со помош на Канцеларијата за животна средина при Обединетите нации и Македонското еколошко друштво. Сакам да потенцирам дека најубав начин да го одбележиме овој ден е да се дисконектираме од сите технологии и да се поврзаме со природата, да одиме во природата, бидејќи сите проблеми поврзани со животната средина се всушност поради тоа што ние ја заборавивме природата и не сме во контакт со природата. Така што да, излезете надвор и уживајте во природата. Во одбележувањето на Денот на животната средина беше вклучен и подрачното основно училиште Братство Мегени во Тетово, каде се одвива настава на македонски јазик. Таму беа промовирани еколошки градини. Градена е една органска градина со ароматични билки, една цветна градина и компост за џубриво, кој што подоцна од компостот ќе се користат, џубривото ќе се користи за исто така за растенијата, за ароматичната градина и за цвеќињата. Учениците, покрај тоа што го завршија процесот на изградба и градините може да ги видите како ни го разубавуваат училишниот двор, понатаму ќе се грижат и ќе ги одгледуваат овие органски растенија кои што се иднината на светот. Ние помогнавме при изградбата на ова мала градина, се направена од органска материја, нема ништо неорганско и многу убаво што постојат и уште вакви организации за да се подигне свеста на граѓаните за повеќе да се грижиме за природата, бидејќи таа е нашата мајка. За да направиме градината ставивме почва, џубриво, користевме растенија кои што може да се најдат во секојдневниот живот, мислам на пазарот кај нас. Користевме зачини, садевме кои може да се користат во исхраната на човекот и најгоре ставивме слама која што ја спречува водата да испарува и воедно и кога ќе се распадне ќе служи како џубриво за растенијата. Тоа беше со цел да покажеме како од мали нозе може да се учат децата да ја зачуваат својата животна средина и да се роди љубов помеѓу одгледувањето на растенија, на различни билки. Во рамките на денешното одбележување на Денот на животната средина символично вечерва во зелена боја ќе биде осветлен објектот на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.